Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, процесот на интеграција во Европската Унија носи реални, конкретни и видливи резултати. ЕУ одобри макрофинансиска помош од 100 милиони евра за Република Северна Македонија, со кој Унијата го поддржува планот на нашата држава за справување со енергетската криза и реформите важни за евроинтегративниот процес. Овие 100 милиони евра кои ќе се користат во 2023 и 2024 година, ќе бидат поддршка за фискалната одржливост и структурните реформи, за фискално управување, даночната политика, управување со јавните инвестиции, јавно-приватните партнерства, деловното окружување, транспарентноста во државната помош, енергетската ефикасност, реформи во судството, како и борба против корупцијата. Ваквата поддршка е само последната во низата финансиска помош на Европската Унија кон нашата држава. Претходно, македонската држава доби 60 милиони евра преку ИПАР 2 програмата, нови, неповратни 97 милиони евра на располагање преку ИПАР 3 програмата за модернизација на македонското земјоделство, 160 милиони евра за помош во облажување на економските последици од пандемијата, како и грант од 80 милиони евра за справување со енергетската криза. Се тоа се придобивки од процесот на интеграцијата кон Европската Унија и доказ дека Унијата останува најсилниот и најпосветен наш партнер. Затоа, процесот на интеграција кон ЕУ мора да продолжи и затоа е важно реформите да продолжат преку носењето на потребните уставни измени. Секој пратеник, секој политички субјект има обврска и одговорност да даде поддршка на измените на Уставот, со кој ќе направиме сериозен исчекор кон реализација на стратешката цел полноправно членство во Европската Унија. Секој кој работи на блокирање на европската иднина на земјата, работи против стратешкиот интерес за членството во ЕУ и против самата Европска Унија. Секој што действува против стратешката цел за членството во ЕУ, работи против македонскиот јазик во Европската Унија. А Мицкоски го прави токму тоа и на тој начин работи против подобар животен стандард, повисок економски раст, повисоки плати и пристап до нови европски фондови. Мицкоски треба да престане да одработува за туѓи интереси и да действува против ЕУ, а пратениците на ДПМН да се приклучат на процесот на реформите. Ви благодарам и повелете со прашање. Доколку нема, ви благодарам.